Ако имате во друга паралелка, да речеме 2, 3, 4 или 5 деца што се не насилници, него недоволно воспитани од дома, таму веќе ќе имате проблеми. И наставникот има проблеми, и психологот, и педагогот, и директорот на училиштето и така натаму. Затоа со родителите мора да се работи. Јас и овде кај вас во други емисии сум зборувал за образование кога сме правеле муабети. Во основа кај нас нема лоши деца, има само лоши родители. Пример ќе дадам. Кога класниот раководител во основно или во средно училиште во 1970 година ќе му каже на Славе Младеновски: утре сакам да дојде твојот родител, на барањето на мојот родител кога му кажувам, првото прашање: кажи ми со време што си направил да знам што ме чека во училиштето. Денеска таква реченица од родител, каде што детето има 8 или 9 години, е мисловна именка да се каже. Најчесто, јас одам на тој начин, децата не лажат, се креативни во зависност од возраста, меѓутоа знаат да ги представат работите на начин во која што они се жртви. Додека родителот ја представи или ја добие вистинската слика за проблемот, а он веќе заземал страна на него, он фактички е манипулиран од сопственото дете. Во нашето училиште, значи, го почитуваме протоколот од Министерството за образование за врсничко насилство со пријавување, со одредување на контакт лица, кои што контакт лица понатаму нели го принесуваат проблемот. Меѓутоа, проблемот настанува кога ќе дојде до родителот. Кога родителот ќе биде повикан во полиција или во центар за социјална работа поради тоа што се случило со ученикот во училиште, и таму веќе се јавуваат врските, нели кај нас добро познати, каде што тој проблем или ќе се стави на страна, или ќе се минимализира, или нема да се најде кој е навистина виновен. Не да најдеме виновен, туку да се таа едноставно несакана појава да почне да се сузбива, да не функционира во училиштето.